Добро утро повторно, колеги, добро утро и до нашите гледачи кои утринава се заедно со нас. Во месец декември честопати говориме за празниците, за новогодишните празници, во однос на исхраната, во однос на многу други актуелни работи кои што се поврзани со нив, но денеска на лице место ќе говориме за домашните миленици и за новогодишните празници. Односно, колку новогодишните украси некогаш знаат да представуваат опасност за нашите домашни миленици, но исто така ќе напоменеме нешто повеќе и околу петардите, огнометот кој исто така навистина може да биде штетен за животните генерално, но ово утро ќе говориме од аспект на милениците. Во продолжение слушаме многу повеќе од мојата денешна гостинка, ветеринар Велика Мржановска. Да и посакаме добро утро. Добро утро на вас, на екипата, добро утро и до гледачите на вашата телевизија. Интересна тема, секоја година актуелна. Што се однесува до домашните миленици и прославувањето на новогодишните празници, секако дека тоа е радост во домот, сите започнуваме некако порано со украсување на елката, новогодишни украси од аспект на сијалички, разни округли стаклени садови кои што внатре имаат новогодишни украси, но тие колку што се за нас радост посебно за децата, толку се опасност за милениците. Посебно тука ќе нагласам за новите сопственици кои што туку имаат земено домашни миленици и кои што еве доаѓајќи веќе во овој навлегувајќи во овој предновогодишен период се информираат и прашуваат околу украсите, што е опасно, што може да стават. Тука би нагласила дека пред се новогодишната ноќ за милениците е стресна од аспект на петардите и огнометите. За таа целка ќе ги споменеме како опасностите, така ќе нагласиме како собствениците би требало да постапат со милениците во такви ситуации. Во урбаните средини, знаеме, по парковите, новогодишната прослава проследена со петардите. Тие се опасни затоа што слухот кај животните е многу тие слушаат многу повисоки тонови и особено се многу стресни. Собствениците треба да им обезбедат на домашните миленици, тука пред се мислиме на кучињата, мачките, но и на папагалите, хрчаците, зајчињата, оние миленичиња кои што ги имаат собствениците, да им обезбедат пријатна мирна просторија во која што ќе нагласат она амбиентална музика пред новогодишна, која ќе биде малце поизразена во однос на надворешните звуци, затворени прозорци, ролетни или завеси, мирен амбиент. Доколку се случи да животното биде под силен изразен стрес, дежурните ветеринари, матичните ветеринари секако дека во соработка со собствениците и на новогодишната ноќ ќе излеземе во пресред. Најчесто од праксата долгогодишна е тоа што собствениците се жалат дека по новогодишната ноќ не излегуваат милениците надвор, значи се плашат да го преминат домашниот праг и да излезат на она рутинска, утринска или вечерна прошетка. Тука би нагласила, во пресред на новогодишната ноќ, милениците да се прошетат малце порано, да ги завршат сите оние физиолошки потреби, а дори потоа да се вратат дома и да бидат во придружба на некој близок. Знаеме дека и патуваат доста често луѓето во пресред на новогодишните празници, но тука не е само новогодишната ноќ. Божичните и јануар не е цел месец, со празници, па би нагласила да бидат во присуство на некое лице кое што е познато или доколку е во пансион, тогаш да биде во пансион каде што е позната средината. Како да внимаваме на нашите миленици во нашиот дом? Зборувам од аспект на тие новогодишни украси. Така, особено тука би нагласила малите кутриња и мачките, сите тие светлуцави украси за нив се привлечни, игриви. Стаклените лампиони се особено опасни. Сијаличките исто така се особено опасни, може да доведат до струен удар, дури до посериозни последици во домот со електричната инсталација. Па тука би нагласила да се обезбеди просторот околу елката или да се ограничи барем во тој период присуството на домашниот миленик сам во таа просторија. Значи во присуство на домашните секако дека може, но да не се оставаат сами. Исто така оние стаклени украси, топки кои што сега се многу актуелни, нели ги ставаме во домашниот амбиент, тие во својата внатрешна содржина содржат антифриз, кој што е изразито опасен за домашните миленици, пред се за кучињата, затоа што е сладка течност, тие ја пијат, но потоа доведува до сериозни нефролошки оштетувања на бубрезите, кои можат посериозно да завршат дури со смртен исход. Значи тука особено внимателно, затоа што може да ги бутнат од висина, да паднат таа течност, да се истори, да се разлее и тоа би довело до посериозен проблем. Значи на тоа посебно да се внимава.
Пред самиот крај, во однос на последниот одговор кој што го ми го дадовте, односно дека треба да внимаваме на тие стаклени украси на новогодишните светилки, доколку се случи непосакувана ситуација со нашиот домашен миленик, како да му пружиме правилно помош додека дојдеме до контакт со ветеринар? Најдобро е во таква ситуација да бидеме присебни, значи да не паничиме и дори доколку миленикот доживее пред се стресната ситуација, да не повишуваме тон, да не го караме, да не опоменуваме неговата реакција, затоа што таа е израз на неговите чувства, кои што тој нема поинаков начин да не ги прикаже. Тука исто така би кажала во однос на актуелни се труењата со овие сега да речеме божичното цвеќе, внесувањето во дворот на новогодишни елки, борчиња, тие иглички од самите борчиња исто така може да доведат до сериозни последици. Но ако се случи, значи во најбрза комуникација со матичниот ветеринар за да се излезе во пресред, работи, мислам, и дежурната служба на новогодишните празници, доколку некој има потреба, значи да се обрати, ништо да не превзема, туку да се обрати кај својот ветеринар. Благодарам. И за совет секако, и пред новогодишно, и по новогодишно, секако ќе бидеме тука за нашите собственици, но пред се за нашите домашни миленици. Ви благодарам многу и за утринските совети утрина. Благодарам и на вас. Благодарам уште еднаш. За прв пат ја правиме оваа тема токму од лице место во нашата утринска емисија во пресрет на новогодишните празници, така да верувам дека сите овие совети кои што можеа да се слушнат од мојата денешна соговорничка ќе бидат во корист за сите собственици на меленици.